Министерството за образование и наука денеска во Куманово го продолжи диалогот Учи паметно, работи стручно, со кој втора година поред се унапредува средното стручно образование и се креираат уписните политики. Со представници на општината, училиштата и компаниите се дискутираше за утврдување на потребите на одредени стручни кадри во североисточниот плански регион. Да произведуваме стручен кадар кој ќе остане тука во Куманово, ќе остане тука во државата, за после знаете дека многу компании се жалат дека кобурат со професионален кадар и тој спремен средношколен кадар да може да продолжи да работи и да им излезе во пресред и на самите компании, но и на самиот град. Таквата политика значи ќе допринесе и за една друга работа, а тоа е иселеништвото. Значи тие ученици откако ќе завршат тие матуранти, нема да мислат за да се преселат, туку ќе придонесат во нивното родно место. Градоначалникот на Куманово посочи дека во рамки на можностите биле унапредени условите за учење во средните училишта. Целта е да се овозможат услови, но и да се произведат стручни кадри кои подоцна би биле ангажирани од компаниите во градот. Во подеме техничката струка, имаме најавено, веќе имаме реализирано една инвестиција од страна на странска компанија Дрекслер-Мајер, дополнително до крајот на годината изградба уште еден таков капацитет со можност до следната година за вработување на околу дополнителни 2000 луѓе. За тие капацитети ќе треба да се произведе стручен кадар дополнително и она што значат најактуелните струки во делот на медицината и техничките науки, дополнително она што подразбира и занаетчиството, дел од струките кои што се изучуваат во средното економско училиште Перо Наков и апсолутно таму кај што е главната стратегија на државата, тоа е земјоделието. Нагласи дека најпроблематична тема во делот на образованието во Куманово е изградбата на нов училишен објект на гимназијата Сами Фрашери. Потенцираше и дека доколку не се покачат блок дотациите, најголем број училишта ќе се соочат со проблеми во делот на плаќањето на трошоците предизвикани од енергетската криза. Одговарајќи на новинарско прашање за училиштето Сами Фрашери, заменик министерот нагласи дека во сегашниот буџет не е предвидена ваква инвестиција, но во наредниот период ќе работат да се реши овој долгогодишен проблем. Од Стопанската комора информираа дека согласно анализите во североисточниот регион најмногу се барани струките машински техничар, електротехничар, електромеханичар, електромонтер, како и од IT струката, а во моментов има побарување и за земјоделската и прехранбената индустрија. Велат ќе треба повеќе да се вложува во агротехничари и земјоделски техничари. Активно веќе од 2016 година работиме на оваа проблематика со воведување на дуалното образование како една од најефикасните методи кој што може да го обезбеди стручниот кадар за компаниите. Тоа значи дека компаниите ги поставуваат барањата, образовните институции кои што за жал порано беа како одвоен свет од компаниите, успеавме да ги приближиме со бизнис заедницата и на тој начин да излезат во пресред, да креираат образовни програми според потребите на компаниите, а компаниите, што е многу важно, да ги земат учениците на практична обука за да можат да ги обезбедат оние практични вештини, стручни вештини, она што е стекнато во училишните клупи да се примени во компанијата на реално работно место и после тоа да можат да ги вработаат веднаш по нивното завршување. Вишок на кадри укажуваат од комората имало во медицинската струка и економската.